Што сметате за одлуката на владата за воведување на полициски час во текот на продолжениот викенд? Мислам дека е правилна и дојде во прав момент. Зашто и овој пат ако го испуштевме, сигурно повеќе се зголемеше повеќе заразувањето еден меѓу друг. Ипак социјалната дистанца, социјалното собирање, мислам, најголемата пренос. Дали верувате дека би се намалил бројот? Сигурно ќе се намали, можда не кој знае колку драстично намалување, али некој процент да падне и 1% е доволно. Зашто тој 1% утре ќе произрукува 101%. Така да, еве гледам се и на гробишта исто ќе се забрането. Таму знаете како. Ама на гробишта. На гробишта се еден на друг се дава, се тоа се пренесува со космичка брзина. Мислам дека е неправилна одлука затоа што за 15 неодговорни фамилии треба 200.000 фамилии во Скопје да бидат ставени во карантин. Владата ако имаше проблеми не требаше ни да го укинува воопшто полицискиот час, туку да ги мерките за контрола да ги засили и да види каде доаѓа опасноста за целиот град или ако веќе требаше да се прави карантин, требаше поедини општини да се затворат, а не целиот град. Што мислите за одлуката за воведување на полициски час во текот на продолжениот викенд? Ако има ефект, добро, минатиот пат немаше ефект. Ама во секој случај на волку заболени, добро е што го остави. Не знам што да кажам. Не е пријатно за сите, ама нема друг излез. Тоа. Што мислите за воведувањето на полициски час во текот на продолжениот викенд? Па не знам. Да ти кажам право. Па како да работите? Добре тоа. Зашто тука ние не знаеме многу, али граѓаните не се многу баш културни за некој работа. Да земат сами мерки, не разбираш? Не ги почитуваат мерките доволно. Сите, без разлика кој се што се. Не ведам дека сите се така, али половина од граѓаните не ги почитуваат. Че ги почитуваат само кога ќе имат нешто за себе. Иначе полициски час не би требало да има ако имаме ние култура. Али кога немаме култура, зашто немаме и ни влада со култура. Све оди вака, заедно. Што мислите за воведувањето на полициски час за време на Кај продолжениот викенд? мене јас. Па тешко е што да кажам, не знам. Дали сметате дека тоа е правилна одлука? Па мислам дека цел свет го практикува, да е правилно. Не знам што да ти кажам. Тоа е тоа. Што мислите за воведувањето на полицискиот час за продолжениот викенд? Па мислам дека е тоа во ред. Не се придржуваме на она што ни е зададено и тоа е тоа. Сметате дека е правилна одлука? Да мислам дека е во место е одлуката. Што мислите за воведувањето на полицискиот час за време на продолжениот викенд? Супер нешто. Ја мислим дека е стварно супер нешто, али е лошо пошто не може двајца газда да бидат во една куќа, така? Тоа зборим со женава. Кога е во држава, значи техничка влада функционира, како може да функционира системот, нели е така? Значи, едни полиција држат, пуштају луѓе за да ги оцрнат овие од СДСМ, кад видиш, народот не веруе на никого. Слушају лажни информации по интернети, нема вирус, они земат паре, ово и тоа, сме сви многу нервозни. Не сме нервозни на влада, него сме нервозни зашто сме дошли до ово дереч. Значи верувате дека тоа е правилно? Зашто свеста на народот е многу ниска. Не веруju у држава, него веруju во лажни информации, кратко и јасно. И сега ми патиме. Значи, ми ке патиме зашто нема. Знаете што би било најдобро да се предложи? Секој да шпионира друг комшију и да ga објави у интернет, пошто веруваат во лажни вести, така? Па секој нека шпионира и секој нека се лечи дома, у здравство да не ги примат, пошто и доктори претрпеа многу штета, така? Своји семејства не видеа, сега криви е овој, криви е оној. Ние сме криви. Јас не браним ни едни ни други, него сакам да најдеме заеднички јазик, да можеме да живиме заедно и да успееме во тоа. Така ли е?
Ako grešam, Така е. neka me kaznat.